Македонскиот фолклор, нужност без која животот на Иван не би му имал смисла. Станува негова единствена судбина. Поседува тој една зачудувачка работна дисциплина, живее со постојана вознемиреност од потребата да запише барем уште една приказна, песна, поговорка, да се собере уште од она што останало. Изјави професорката Витанова Рингачева за поетот и фолклористот Иван Котев, кој собира, но и го проучува македонскиот фолклор. Делото на Котев беше инспирација за универзитетската професорка Ана Витанова Рингачева да ја напише монографијата посветена за фолклористичката дејност и животот на Котев. Промоцијата на истата се одржа во петок, каде блиски луѓе на фолклористот, освен за спомените и убавите мигови поминати со него, дискутираа и за суштината на фолклорот како важен сегмент за народното творештво. Веќе изумреа старите кои што знае да го говорат тој дијалект, особено по селата. Ама приказната не умира, таа останува бидејќи некој ја запишал и ни ја оставил во аманет. Јас денеска знам да ја раскажам приказната која што баба ми ја раскажуваше за братчето кое што станало Еленче. Еве Ице се смејот и нему му ја раскажува на истата приказна и плачевме онака дека не смее братчето да стане Еленче. И сега јас знам да ви ја раскажам приказната, но никогаш нема да знам на дијалектот на кој што баба ја раскажуваше. Јас веќе ќе ја раскажам на начин на кој што нели говориме ние денеска. Така што ова е времеплов и на јазикот. Вратете се назад, ќе ги откриете сите оние убави зборови што сте ги слушале од вашите постари. Наративот е секогаш ист. Сите ние луѓето од секогаш сме имале исти потреби, исти желби, исти стравови, исти соништа, без разлика дали сме живееле тука или во не знам онаа наша поранешна поголема Македонија, но песните и приказните останале да ни ја раскажуваат историјата за нашите предци, да кажеме, од Егејска Македонија, кои што иако денеска повеќе нели не се живи, меѓутоа нивните потомци ги знаат се уште песните, а Иван ги има и засведочено. Директорот на Институтот за фолклор Ермислав Азановски со свое видување дека значењето и важноста на фолклорниот материјал допрва ќе зеде замав. Токму Котев е еден од ретките луѓе кои собираат таков материјал. Досега тој има колектирано 10.000 фолклорни записи и освен што ги собира македонските народни песни, приказни и поговорки, и ги проучува. За нас во институтот ова книга и особено незината содржина е од големо значење со оглед на тоа што ние сметаме дека најголем собирач на македонскиот фолклор во 20-тиот, втората половина на 20-тиот век, а еве и почетокот на 21-тиот век е токму Иван Котев. И долго време размислувавме на кој начин нашите собирачи на народни умотворби да не останат, како што вели Ана, во последните редови, туку да дадеме некакво значење, да им дадеме некакво значење. И бидејќи се тие, а особено денес кога зборуваме за Иван Котев, продолжувачи на тоа што го работеа нашите преродбеници од 19-тиот, од крајот на 19-тиот век, како што е Марко Цепенков, Кузма Шапкарев, браќата Миладиновци и така натаму. И јас со задоволство констатирам дека во таа низа од наши извонредни собирачи на македонски фолклор секако дека спаѓа и Иван Котев. Мислам дека вакви профили на собирачи како што е Иван Котев ретко можат да се сретнат, дури и нашите собирачи кои што ги спомнав пред малку беа потполно посветени на собирањето. А нивните дела, особено на Марко Цепенков. Марко Цепенков е човек кој што, според моето скромно мислење, дури сега во 21. век ќе дојде негово време, затоа што сето тоа огромниот опус кој што се го оставил, служи не само за оваа генерација на луѓе кои што се занимаваат со нашата традиционална култура, туку секогаш ќе служи како потик и како начин каде што може да се извлече тоа што е најсуштинско од менталитетот, од филозофијата и од културата, традиционалната култура на нашиот народ. Затоа Иван Котев е, како што реков, редок човек кој што ги спојува тие две работи. Затоа насловот на книгата помеѓу фолклорот и животот практично се работи за тоа што кај Иван Котев тие две работи, фолклорот и животот, па и науката,
не може да се оделат. Ја мислам дека Иване фолклорот му е живот и животот му е фолклор и затоа мислам дека е уникатен човек. Иако е во третата доба од својот живот, Котев неуморно продолжува да твори. Во моментот работи на 3 книги, а за нашето поднебје вели дека е плодно и инспиративно за творење. Струмичкиот регион има уште многу за работа. Тоа е само почеток. Значи, Струмичкиот регион обилува со фолклор сите видови. Песни, приказни, кажувања, легенди, игри спортски. Тоа и за етнолозите е многу интересно. Значи, тоа е едно вистинско богатство. Само еден човек тоа не може да го собере. Меѓутоа, еве благодарение на вас, колку толку вие толку многу помогнавте за афирмација барем на фолклорот и афирмација лично на мене како личност. Мисијата на Иван Котев започна уште на почетокот на 70-тите години, кога работел во просветниот сектор, односно како наставник по македонски јазик во општина Босилово. Првата песна ја запишал на 13 јануари 1970 во село Босилово, а првата приказна во 71 во село Дражево. Од тогаш па натаму, неговите собрани фолклорни записи бројат околу 10.000.